тие 20 километри што возевме побрзо ни беа причина да излетаме од патот, да се стумбаме, и двајца бевме у кола, и двајцата останахме во инвалидска количка. Ова е потресното сведоштво на Хакија Мекич, кој пред 20 на години заради неприлагодена брзина се превратил со автомобилот и останал инвалид. Тоа го раскажуваше на синокешната трибина на Републичкиот совез за безбедност на патиштата во Струмица, предупредувајќи ги младите дека никогаш не смеат да возат под дејство на алкохол. Ова порака е опати од Автомотосојузот на Македонија, кои ќе реализираат кампањата Пијани очила. Тоа се пијаните учила, така ние ги крстивме во Македонија, затоа што тоа е всушност тоа се учила каде што стимулира чувство на како е кога си под дејство на алкохол и кога си под дејство на дрога. Ние сакаме на младите учесници и идни учесници во сообраќај да кажеме дека под дејство на алкохол и под дејство на дрога не смее да се вози. Минатата година по патиштата во земјава починале 148 лица, но загрижува фактот што лани загинале дури 24 деца и малолетници. Од таа причина мора да реализираме кампањи низ младите да знаат како да се однесуваат и како пешаци и како патници, но и како идни возачи, вели Љупчо Ставрески. Што е фрапантно голема бројка и е последица на сообраќајни несреќи предизвикани од учесниците во сообраќајот, дали од се загинале во учество како сопатници во возилата или како пешаци, меѓутоа сепак тоа е многу голема бројка и таа бројка постојано не загрижува и опоменува и заеднички мораме да работиме и на овој начин. Македонија со 7,3 жртви во сообраќајки на 100.000 лица е на 14-тото место во Европа, но според одговорните од Републичкиот совез за безбедност во сообраќајот, потребна е континуирана едукација на учесниците за можните последици пред се на младата популација.